Се ситнат деновите од роковите дадени за конечната реализација на Преспанскиот договор. По вчерашното писмо на генералниот секретар на НАТО, Јен Столтенберг, до Заев и Ципрас, дека до 15 февруари оваа година треба да завршат сите процедури околу договорот во двете престолнини, денеска грчката опозицијска Нова демократија уште еднаш го повтори својот став, дека нема да гласа за договорот. Мислам дека не постои нешто друго околу ова прашање. Ова им го имаме кажано на сите наши соговорници и во и надвор од Грција. Го имаме кажано со истиот речник, го имаме кажано на сите јазици. Нова демократија нема да го ратификува договорот ниту во актуелниот, ниту во следниот парламент, каде што ќе имаме мнозинство. За најавите на лидерот на независни Грци Панос Каменос, кој е коалицијски партнер на Ципрас, дека ќе се повлече од владата кога договорот ќе дојде во грчкиот парламент, Спираки рече: "Тоа е нова ситуација и Ципрас ќе мора да побара доверба од парламентот. За можноста Нова демократија да достави иницијатива за гласање недоверба на владата, според Спираки, сите парламентарни оружја се на маса, а кои ќе го искористат е одлука на лидерот на партијата Киријакос Мицотакис. Пред нешто повеќе од половина година со 127 гласови за и 153 против, владата на Ципрас преживеа. Грчкиот парламент ја отфрли иницијативата на опозицијската Неа демократија за недоверба. Гласаа вкупно 280 од 300 пратеници, а единствено Димитрос Каменос од независни Грци не ја подржа владата. Пред неколку дена Ципрас во новогодишното обраќање рече дека договорот од Преспа ќе биде ратификуван од грчкиот парламент, бидејќи се уште го има мнозинството. Во овој обид важен чекор е договорот од Преспа, кој ќе биде ратификуван од грчкиот парламент, затворајќи еден непродуктивен 30 годишен циклус на неактивност, што многу ја чинеше нашата татковина. Со ратификацијата на договорот, Грција конечно го заштитува големото културно наследство и грчкиот карактер на античката Македонија и во исто време ја обезбедува својата водечка улога во поширокиот регион на Балканот. Владата на Ципрас во моментов има поддршка од повеќе 150 од вкупно 300 пратеници во грчкиот парламент. Ова вчера го потврди и владиниот портпарол Димитрис Занкопулос.